Илијана ви зборуваше за лексиката според потеклото, но таа се дели и според процесот на обнова. Во денешното видео ќе зборуваме токму за тоа. Процесот на обнова на лексиката е всушност нејзиниот историски развиток. Според него, тие се делат на историзми, зборови што се употребуваат во минатото и истите денес не постојат. Оваа лексика најчесто ја користиме доколку пишуваме за минатите времиња. Пример за историзми: вилајт, чорбаџија, еким и други. Архаизми се застарени зборови. Истите се истиснати од современите синоними, односно се замениле со современите зборови. Пример: некогаш абер, денес глас. Некогаш даскал, денес учител. Некогаш еким, денес доктор. Неологизми, новосоздадени зборови кои се уште не се доволно навлезени во јазикот, но со текот на времето се прифаќаат. Пример: видео, компјутер, далечинско. Индивидуализми се нови зборови, креации на авторите за поинаков начин на изразување. Такви индивидуализми сигурно ќе сретнете во поетскиот јазик на Гане Тодоровски, но и на многу други македонски поети и прозаисти. Не грижете се ако некогаш природно ви се наметне некој од овие зборови. И тие се доказ за богатиот ни македонски јазик. Дечки, се гледаме во следното видео.